10 секунди пред крајот беше голот на Јагуриновски, ке дојде дека е тоа можеби и доцна завршница. Кренати се сега рацете на судиите. Каспер Кисум директно во Томовски и тргнува контра за Џукиќ, погодува 29-25. Каков неверојатен расплет на овој надпревар и крај на надпреварот. Вардарци го задржуваат првото место на табелата во суперлигашката група без овој четврти гол за Џукиќ, кога беше 30-25 и без оглед што двете екипи сега имаат по еден пораз, Вардар ќе биде прв на табелата поради подобар меѓусебен дуел и ќе пренесе 3 бода ако ја задржи таа позиција, што е многу веројатно. Само 3 бека, Карапалевски, Јагуриновски и Николич Ба Родригес, принудно играше на тоа место и тој беше можеби играчот заедно со Томовски што го направи пресмет. Родригес заврши со 4 погодоци, исто колку што имаше и Џукиќ, стрелецот на голот во последната секунда од надпреварот, кога успеа Мартин Томовски да фати зицер од Кисум, да фрли контра и Џукиќ да постигне гол за 29-25. 29-24 беше резултат што му одговараше на Еврофарм Пелистер поради повеќе постигнати голови на гости. Кај Вардар, Томовски 11 одбрани, 4 гола Родригес, Карапалевски 3, Џукиќ исто да га даде 4, кај Битолчани 5 погодоци за Тајник, 5 за Костески, по 4 Кисум и Цехте, но на крајот уште еднаш вардарци се радуваат против Еврофарм Пелистер, како и на првите 2 надпревара во оваа сезона, а Еврофарм Пелистер четврти надпревар едно по друго не успева да слави против големиот ривал. Почитувани гледачи, ете тоа е се од Битола, еден исклучително интересен, возбудлив надпревар во кој што Еврофарм Пелистер не е задоволен од оваа пирова победа во пресметката со вардарци, без оглед што веројатен е расплетот Вардар да биде прв на крајот во оваа група, да пренесе 3 бода, Еврофарм Пелистер да биде втор и да пренесе 2 бода. Битката за титула и натаму продолжува. Ви благодарам за вниманието и поздрав од Битола. Минута, но вардарци на крајот добиваат аплауз од објективната битолска публика затоа што со скратени